Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме ролувани пилешки гради на италијански начин. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 парчиња пилешки гради, 50 грама пршута, 2 супени лажици маскарпоне, 2 кафени лажички рузмарин, 1 јајце, 50 грама брашно, 150 грама презла, 30 грама пармезан, сол и бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пржење и делимано тава за рерна. За почеток ќе ги израмниме пилешките гради. Ставете ги меѓу 2 парчиња целофан и исчукајте ги со чекан за месо или измечете ги со оклагија. Полека израмнете го пилешкото најдобро што можете, без при тоа да го оштетите. За овој рецепт нема да одговара преработено ниско квалитетно пилешко импрегнирано со вода. Ставете го израмнетото парче пилешки гради на даска за сечкање и врз него ставете 1 лажица маскарпоне сирење и размачкајте го врз целото месо. Овде како алтернатива можете да ставите и крем сирење. Ставете 1 лента пршута и попрскајте одозгора со рузмарин. Внимателно замотајте го парчето пилешки гради со раце. Ако е потребно, подсечете ги краевите со нож. За да го направиме овој рецепт уште покарактеристичен, од надворешна страна ќе ставиме вкусен слој од пармезан и презла. Земете 3 чинии, 1 со брашно, 1 со изматено јајце и 1 со презла. Изрендајте и малку пармезан или пекарино сирење во презлата и убаво измешајте. Потоа земете го првото парче пилешки гради, извалкајте го во брашно, покрите го со јајце и истркалајте го неколку пати во смесата од презла и пармезан. Кога ќе завршите, ставете го во тава за пржење и пржете го во маслиново масло на тивок оган. Вртете го од сите страни за да се подпржи и да го задржи вкусот и да стане крцкаво однадвор. Овде нема потреба да го сготвиме пилешкото, бидејќи ќе го ставиме во рерна да се испече. Повторете ја постапката за второто парче пилешки гради и спремни сме за печење. Печете го пилешкото во рерна 15 минути на температура од 160 степени. Извадете го од рерната и оставете го малку да отстои, а потоа исечете го секое парче пилешки гради на 5 помали парчиња. За сервирање, овој рецепт го комбинираме со едноставни таљатели измешани со варени печурки. Пилешкото сготвено на овој начин секогаш е сочно и меко. Маскарпоне сирењето му дава богат вкус на целото јадење, но можете да бидете креативни со филот. На смесата од презла дури можете да ја додадете и тревки, за да добиете уште повеќе боја и вкус. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!